Почитувани гледачи, добре дојдовте во Урбаните вести. Православните верници денеска го учествуваат Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски е закрилник и патрон на македонскиот народ низ целата негова историја. Тој е патрон на Македонската православна црква, на Македонската православна богословие и Богословскиот факултет, како и на голем број просветни и научни институции во нашата земја. На него се посветени голем број новоизградени цркви и манастири во европските и прекуокеански земји. МТМ телевизија ви го честита денешниот празник. Останете со нас, започнуваме со Урбаните вести. Македонија го празнува Свети Климент Охридски. Ликот на Свети Климент низ современата уметничка призма. Изложба во чест на Свети Климент Охридски. Македонските автори и романите побарани од страна на македонските читатели за разлика од странските автори. На 17 декември новогодишен базар во хотелот Континентал. Македонија денеска го чествува државниот празник Свети Климент Охридски. Тој е познат македонски и словенски учител, а воедно и бил првиот епископ словенски со титула епископ велики. 11-та година поред денот на Свети Климент Охридски, 8 декември во Македонија е државен празник, со кој се одбележува делото на првиот оригинален словенски писател и просветител, првиот словенски епископ и творец на Охридската книжевна школа. Заедно со Наум Охридски, тој е наистакнат ученик на творците на словенската писменост светите браќа Кирил и Методи и најверен продолжувач на нивното дело. Ги придружувал 20 години во просветителската мисија за одбрана на словенскиот јазик во Велика Моравија. Во негова чест секоја година се доделува годишната државна награда Свети Климент Охридски, највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Македонија. Роден е во 840 година во Охрид, а бил закопан на 27 јули во 916 година во манастирот на Плаошник во Охрид, што тој сам го изградил и го посветил на Свети Пантелеймон. Кога манастирот бил претворен во џамија, моштите му биле пренесени во црквата Света Богородица, која оттогаш е нарекувана со неговото име. Моштите му се повторно вратени во август 2002 година по обновата и осветувањето на неговиот манастир. Денес многу цркви, институции, училишта и здруженија го носат неговото име, а меѓу нив најрепрезентативни се Националната и универзитетска библиотека, Соборниот храм во Скопје и Универзитетот во Битола. Неговото име го носи и Универзитетот во Софија. Со пригодна свеченост и доделување на награди, Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски го одбележа денешниот празник. Универзитетската библиотека одбележа и 3 значајни јубилеја. 50 години од поставувањето на камен темелникот на објектот каде што сега се наоѓа библиотеката, 45 години од пуштањето во употреба на објектот и 110 години од раѓањето на Митко Зафировски, директор на оваа институција од 1951 до 1973 година. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски го одбележа со низ за активности патрониот празник. Универзитетската библиотека одбележа и 3 значајни јубилеја. 50 години од поставувањето на камен темелникот на објектот каде што сега се наоѓа библиотеката, 45 години од пуштањето во употреба на објектот и 110 години од раѓањето на Митко Зафировски, директор на оваа институција од 1951 до 1973 година. Во негова чест беше поставена и една мала изложба. На свеченоста беа доделени и традиционалните награди кои се доделуваат секоја година на вработени во библиотеката кои придонеле за нејзиниот развој. Годинава беа доделени графики од познатиот академски уметник Трајче Блажевски. Делегации од владата положија цвеќе пред споменикот на Свети Климент во дворот на Националната и универзитетска библиотека, а пригодно се обратија и министерот за култура Роберт Аладјозовски и веде директорката на Националната
Националната и универзитетска библиотека Сенка Наумовска. Секоја година 8 декември се одбележува на начин кој што е навистина една радост и за сите нас библиотекари, бидејќи тогаш се среќаваме со нашите колеги кои што се веќе во пензија и со колегите кои што во моментот се вработени тука. Тоа е начин на кој што ние го продолжуваме тоа дружење и прославувањето на библиотекарството. Мислам дека ќе погледнете една мала изложба која што по повод 110 години од раѓањето на Митко Зафировски ја направивме. Тоа се дела кои што го задолжуваат и библиотекарството и пошироката културна и општествено-политичка јавност. Националната и универзитетска библиотека работи на дигитализација на значајни збирки од незините фондови и кон тоа, рече Наумовска, ќе биде фокусирана во наредните години затоа што дигитализацијата е иднината на библиотекарството. Се дигитализираат ретки книги и стари ракописи, филмотечниот материјал, збирката ориентирани ракописи. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје е една од првите институции формирана со одлука на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија на 23 ноември 1944 година, кога практично Втората светска војна се уште не е завршена. Иницијалниот фонд на Националната и универзитетска библиотека изнесува околу 150.000 библиотечни единици. Работата на библиотеката отпочнува со 50 читателски места и 12 вработени. Во изминатите години библиотеката имала 12 директори. Првиот директор е професор доктор Георги Шоптрајанов, кој бил на таа функција до 1946 година. За придонесот во научниот, културниот и вкупниот општествен развој на Македонија, библиотеката досега има добиено бројни општествени награди и признанија. По повод чествување на ликот и делото на Свети Климент Охридски, во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски е отворена изложбата Ликот на Свети Климент низ современата уметничка призма, на која учествуваат 19 уметници од повеќе генерации. Денешниот патронат на Свети Климент Охридски го одбележа изложбата во рамки на која 19 уметници од повеќе генерации творат најразлични дела со цел да одадат почит на ликот и делото на Свети Климент Охридски. Делата на уметниците кои вбројуваат слики, објекти, проекти, интерактивни инсталации навлегуваат во поширокото поле на актуелните феномени, допирајќи ги прашањата за современоста на средновековието и средновековната современост во поглед на родовата нерамноправност, проблеми и предизвиците на образованието, улогата на институциите на културата како носечки елемент на државниот апарат, потоа новите комуникацијски алатки и системи во дигиталното доба, јазичните бариери и спорови, но и пострелигиозната узурпација на верата во процесите на политичката манипулација. Учесниците зафаќаат многу различни теми, кои се однесуваат на писменоста, образованието, па дури и до прашање на односот помеѓу средновековието и современоста во однос на родовата неравноправност, прашањата на дигиталната комуникација во ова време, проблемите, јазичките бариери, исто така индоктринацијата во сферата на културата, значи како значаен сегмент од институционалниот, од државниот апарат. Изложбата ќе биде отворена до крајот на декември, кога ќе се промовира и каталогот од изложбата и ќе бидат доделени награди на некои од учесниците. Со оваа изложба библиотеката има цел не само да ја преиспита виталноста на наследството на својот патрон во сегашноста, туку како една можна почетна точка преку современите визуелни дела, постојано да се збогатува перцепцијата и да се проширува полето на интерпретација, додаде Владимир Јанчевски, кураторот на изложбата. Со цел да се пренесе пораката до јавност дека особено празниците се време да се подаде рака и да се направи нешто за другите, ресторанот Аликас во соработка со СОС Детско село Македонија организира предновогодишна забава за децата од СОС Детско село и за оние кои сакаат да дадат свој придонес за децата.
Ресторан Аликас во организација со СОС Детско село Македонија и поддршка на многу пријатели на децата од детското село им организира предновогодишна забава со многу изненадување и подароци. Настанот ќе се одржи на 13 декември во ресторанот Аликас од 18 до 21 часот. Целта на овој настан е да се принесе пораката до јавноста дека особено празниците се време да направиме нешто за другите, да подадеме рака и несебично да стоплиме нечија душа во оваа празнична сезона. Настанот е од затворен карактер и учеството е само преку даден придонес за ширењето на празничната магија за децата од СОС Детското село. Доколку сакате да дадете свој придонес за децата, тоа може да го направите директно во СОС Детско село Македонија или на веб страната sos.mk. Свој придонес за СОС Детското село граѓаните може да дадат и преку купување на новогодишните честитки, со што ќе овозможите среќно детство и спомени на децата без родителска грижа и оние кои се во ризик да ја загубат грижата од своите родители. Новогодишните честитки исто така може да се погледнат и да се нарачаат на веб страната на СОС Детско село. Предпразничното расположение во Скопје ќе биде збогатено со прв новогодишен базар, кој ќе се одржи на 17 декември во кристалната сала на Хотел Континентал. На еднодневниот базар, кој ќе трае од 9 до 17 часот, ќе учествуваат голем број занаичи и ракотворци со своите ракотворби, честитки, украси, ташни, плетени изработки, играчки, накид и икони. На 17 декември во Хотелот Континентал во Кристалната сала ќе се одржи прв новогодишен базар во организација на честитка.мк. На еднодневниот базар кој ќе трае од 9 до 17 часот ќе учествуваат голем број на занаичи и ракотворци со своите ракотворби, честитки, украси, ташни, плетени изработки, играчки, накид, икони и така натаму. Организаторите од честитка упатуваат покана до сите оние кои се обожуватели и поддржувачи на ракотворците и нивните дела, и оние кои сакаат да бидат дел од нешто ново, различно и да ја скратат монотонијата, да купат уникатен подарок на своите најблиски, а исто така и да ја доживеат и почувствуваат предновогодишната магија и да се дружат со Дедо Мраз. Организаторите од честитка информираат дека влезот е бесплатен, а подготвени се изненадувања за најмалите и голем број награди за посетителите, како викенд за двајца во Охрид, вечера за двајца, пакет млечни производи и новогодишна торта. Во последните години книгите од домашни автори бележат раст во побарувачката од страна на македонските читатели. Домашната сцена станува подоминантна и со добри и квалитетни автори кои имаат што да понудат на читателите. Овој факт за МТМ го потврди и македонскиот писател Горијан Петревски, како и резултатите од последниот саем на книги во Скопје, на кои македонските автори беа побарани од странските. Македонската книжевна сцена, особено последниве десетина години, доживува вистинска експанзија. Млади, талентирани и квалитетни македонски автори се намножуваат, а нивните книги се најдобри сведоци дека македонската литература има што да понуди. Во последно време се забележува тренд на се посериозно и поголемо прифаќање на домашните автори. Домашната сцена станува подоминантна и со добри и квалитетни автори кои имаат што да кажат и што да понудат на македонските читатели. Дека македонските автори во последно време се повеќе барани од странските покажува и фактот што на последниот саем на книги кој се одржа во месец април во Скопје, најголем интерес имаше за домашните автори. Ова го потврди и македонскиот писател Горијан Петревски, кој истакнува дека македонските автори имаат предност пред странските автори во домашните библиотеки и читателите сакаат добра приказна од нашето поднебје. Мислам дека за нијанса во библиотеките имаат предност македонските автори. Сакаат читателите да наидат на добра приказна од ова поднебе, од нашево поднебе. Барем моето искуство така ми покажува дека македонските автори не се запоставени, барани се, а на нив останува навистина да пишуваат приказни што ќе им се допаѓаат на читателите и на возрастните и на младите. Значи, одговорноста не треба секогаш да ја бараме кај читателите, треба да ја бараме и кај нас, кај самите автори. Од статистичките податоци во изминативе години изразен е зголемениот број на читатели во нашата држава, а радува податокот што се повеќе млади луѓе ги посетуваат книжарниците и сакаат да имаат книга повеќе во своите домашни библиотеки. Жанрот и авторот зависат од читател до читател.
Но генерално впечатокот е дека се повеќе се читаат македонски автори. Според Горијан Петревски, македонските читатели сакаат да прочитаат добра приказна, претежно со среќен крај, па поради тоа романите се меѓу побараните. Читателите сакаат добра приказна. Мислам дека романите во прв ред имаат некој приоритет кај нив. Сега, честопати ќе речат дали приказната е врзана со нивното време. Не можам да речам дека токму го бараат во тие приказни, во тие романи, нивно во денешно време бараат и нешто друго. Значи, она што реков, бараат добра приказна, која ќе им се допадне, која ќе најдат дел од себе си во приказната, ќе се преиспитуваат за своите постапки и она што забележувам, сакаат секогаш оптимистички среќен крај. Македонскиот филм Златна петорка на Горан Тренчовски продолжува да освојува награди. Филмот доби специјална награда на 16-тиот интернационален фестивал на дебютантски филмови во Санкт Петербург. Македонскиот филм Златна петорка доби специјална награда на 16-тиот интернационален фестивал на дебютантски филмови во Санкт Петербург. Наградата е доделена од страна на новинари и критичари на руски дневен весник, а како што информира продукцијата Revolution, била доделена за доследно трагање по историската вистина. Филмот Златна петорка на Горан Тренчовски победи и на фестивалот во Мумбај, Индија и ја освои наградата за најдобар странски филм. Филмот во официјалната програма на 36-тото издание на Интернационалниот филмски фестивал во Њу Џерси имаше и американска премиера. Досега е селектиран на над 20 фестивали, освои 6 интернационални награди и е најгледан македонски филм во изминатата сезона. Утре облачноста ќе се зголемува и ќе дува засилен јужен ветер. Попладне на запад ќе започнат врнежи од дожд, а на планините од снег. Преку ноќта кон недела врнежите ќе се прошират во поголемиот дел од земјава. Пообилни врнежи се очекуваат во западните делови. Во недела, особено предпладне, се уште ќе има локални врнежи од дожд, а во подрачјата повисоки од 700 метри надморска височина врнежите ќе преминуваат во снег. Нов влажен и релативно топол бран се очекува од почетокот на наредната работна недела. А температурите по градови ги гледаме од МТМ Метео. Почитувани гледачи, тука го завршуваме и денешното издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието и не заборавајте да ја посетите нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.